Три нови закони значително ќе влијаат на македонскиот автомобилски пазар. Првиот е законот за возила, кој лани додека беше во предлог фаза, детално ни го објасни министерот за транспорт и врски Крешник Бектеши. Тој летово беше донесен со мали, но суштински измени. Така еколошките налепници нема да бидат задолжителни за сите, но нив ќе мора да ги имаат оние кои ќе сакаат слободно да се движат во деновите кога воздухот ќе биде презагаден. Измени има и кај субвенциите, од кои се исклучени електричните и хибридните возила. Остануваат оние за вградување на плински или уред на метан и друг вид на алтернативно гориво, кои ќе се движат до 300 евра. Со цел подновување на возниот парк и намалување на загадувањето, субвенции ќе се добиваат и за купување возило доколку старото се однесе на отпад. Но за разлика од првичната идеја, тие ќе важат не само за нови, туку и за користени возила со Евро 5 или Евро 6 еколошки норми. Официјално сепак се зборува дека владата се премислува за овој модел, така што можни се поинакви решенија за субвенционирање на продажбата на возила. Кога ќе започнат да се применуваат овие одредби од законот ќе зависи од парите во буџетот и низата подзаконски акти што треба да се донесат. Новост исто така се и жолтите регистарски таблички воведени по барање на таксистите. Со донесување на законот за акцизи кој стапува на сила на 1 ноември, оваа давачка повеќе нема да се плаќа за автомобилите. Место неа ќе се пресметува посебен данок на моторни возила чија процедура за донесување е отпочната. Голема новост е тоа што наместо според цената како досега, давачките ќе се пресметуваат врз основа на емисиите на издувни гасови. Конкретно, според хомологираната количина јаглерод диоксид во комбинираното возење и видот на горивото. Висината на данокот ќе одредува владата, а дали сумата ќе биде различна за нови и користени возила се уште не е познато. Ќе се оденачуваат и пикапите и моторциклите, првите според јачината, а вторите според зафатнината на моторот. За разлика од досега, кога на хибридните возила не се пресметуваше акциза, овој данок ќе се наплаќа и за нив. Електричните возила остануваат неоданочени, но затоа струјата за нив станува акцизна стока. Стапката засега е 0 денари, но тоа лесно може да се смени. Висината на акцизите за горивата останува иста.